Дали шефот на државата Ѓорѓи Иванов ќе му го додели мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој вчера достави 67 подписи, за сега не е познато. Од претседателскиот кабинет вела дека одлука нема, а кога Иванов ќе одлучи ќе ја информираат јавноста. По вчерашната кратка средба во Вила Водно, Заев рече дека очекува Иванов да му го врачи мандатот во најбрзо можно време за да може да ги отпочне преговорите за формирање на влада. Од кабинетот на Иванов пак кратко истакнаа дека подписите ќе бидат разгледани и оти потоа претседателот врз основа на овие подписи и уставот ќе донесе одлука. Од Бихачка брифираа дека тој им рекол дека ќе им го додели мандатот денес или утре. Иако првично за вчера беше најавено, сепак не се одржа и состанокот на Централното претседателство на ДУИ, на кој требаше да се разговара за двете опции останати. Интегративците и Ахмети да останат во опозиција и само да поддржат малцинска влада или да влезат во коалиција со социјалдемократите. Од Маларечица и денеска не прецизираат кога би се одржал состанокот, иако најавија дека ќе чекаат првин Заев да го добие мандатот, па потоа да одлучуваат. Денеска од партијата на Груевски преку соопштение повторно ја реафирмираат понудата до Заев да ја отфрли албанската платформа, а за возврат ќе ја добие поддршката од пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ е свесен дека Заев заради својата патолошка желба за власт е подготвен на се. Прифаќањето на катастрофалните уцени на него и на СДСМ ќе им предизвика штета на среден и долг рок. Ќе бидат запаметени како уште една огромна црна дамка во историјата. Сепак за нас е поважно тоа што штетни последици од антидржавното однесување на Заев ќе трпи Република Македонија. Затоа ВМРО цени дека е помала штетата да му се удоволи патолошката желба на Заев за власт, отколку граѓаните на долг рок да ја плаќаат цената. ВМРО-ДПМНЕ ја реафирмира понудата до Заев да се откаже и да ја отфрли платформата од Тирана и антидржавните проекти, а за сметка на тоа ќе ја добие поддршката во собранието. И додека повеќе од 2 месеци по одржувањето на предвремените парламентарни избори, земјава останува во неизвестност кој и кога ќе формира владин кабинет, виси на конец и одржувањето на локалните избори. Според изборниот законник, собранискиот спикер најдоцна до понеделник треба да ги распише редовните локални избори. Од Државната изборна комисија вела дека последниот датум за тоа е 6 март, со што би се испочитувал и законскиот рок за изборите да се одржат во првата половина од мај.